K15! Драги гледачи, добар ден. Еве вашиот репортер повторно со ексклузивна и неверојатна репортажа и историја. Имено, сите сме сведоци дека во Македонија постојат пун рейтинг школи за странски јазици. Колку сакате, има школи за грчки, за англиски, за руски, шпански, јапански, кинески, немачки и други белосветски јазици. Меѓутоа студенти има од секаков интерес, а денеска ексклузивноста наша се состои во тоа што ние сме во посета на првото училиште за македонски дијалекти. Многу интересна идеја и токму тоа нас не испровоцира денеска да дојдеме да го посетиме ова училиште и да поразговараме со еден од главните виновници на оваа школа. Така да денеска поведете, дојдете. Еве го, основоположникот на идејата и на школото за македонски дијалекти, професорот Тошо Малерот, па ве молам да ни кажете како дојдовте на идеја баш да отворите училиште за македонски дијалекти. Види, Батка, основната идеја за отварање на вакво училиште мене ми дојде од нашиот парламент. Како мислите од нашиот парламент? Батка, па кој ќе видиш што се дешава во парламентот, кој ќе видиш тие седници, тамо некои пратеници, еден куп луѓе, со саати, со денови, сите нешто зборат и никако не може да се разбере, да ти кажам, јас една од главните причини сметам дека е непознавањето на нашите дијалекти. И вие со отварање на ова школа практично сакате да кажете дека е потребно прво ние македонците да почнеме меѓу нас да се разбираме? Апсолутно. И тек после да видиме со странците како ќе се разбереме и они, мислам дека полесно и они нас ќе не разберат и ние нив. Да, и ќе знаеме каква порака. Добро, а можете ли да ни кажете какви све дијалекти се изучуваат во ваше училиште? Да ви кажам, релативно ново училиште, ние ги имаме, да речеме, поглавните дијалекти, сега чекаме и некои нови професори да ни додат од некои други крајеви кои што уште не се стигнати, така да може да ви... Ки имаме ли ние прилика да видиме, еве, драги гледачи, еве, ке сега ки имате прилика да присуствате... Да ви презентирам, да видите дел од наставната програма наша на нашите катедри што се овде застапени. Ви благодарам. Одиме сега со презентација на неколку кратки инсерти од предавањата. Кавдаречкиот дијалект слободно можеме да кажеме дека е еден од најзастапените дијалекти што уопште постојат у светот. Зашто е доказ и вашата голема заинтересираност и вашето присуство еве на овој час по кавдаречки дијалектизам. За разлика од другите дијалекти, кои што се кајнат застапени со, да речеме, 2 часа дневно, кавдаречкиот е застапен со 2,4, што е многу значајна и многу огромна разлика. Мали, не се заебаве. Слушайте се, вака да ви кажам неколку разлики. Како прво, морам да истакнам дека кавдаречкиот дијалект може да биде предуслов за напредување на некој кариерата, тоа е најотворено можам да ви кажам не е така, затоа што ако беше така, цеа че имаше, да речеме, у политиката познати и неготинци, како што има познати кавдарчани у политичкиот живот, ама за жал тоа не е така. Друга работа што е многу битна, значи на кавдаречкиот дијалект, значи е доведен и до степен на посебен јазик. Например, тие што научиле кавдаречки дијалект, тие кои учат, например, странски јазик, ним нагласок од кавдаречки им остануе. Така да оние кои учат англиски, утре зборуваат англиски со кавдаречки дијалект, што ние меѓу себе нормално се разбираме. И јас сега ќе ви наведам неколку примери. Например, да одиме на глаголот падна. Глаголот падна, у неготино викат за падна, викат го гутна, а у кавадарци викат го кутна. Значи се работе за навидум една буква, бидејќи се работи за едначен по звучност, меѓутоа тука има разлик. Не се чачка таму, жом че ти акнаме едноглавата. Втор пример. Например, кога се работи за промена. Ако е вратта отворена, неготинци викат тушнија вратта да го тушнам на мајките, кавдарчани викат тиснија вратта да го тиснам на мајките. Значи, у случајот не се работе нити за глаголот, не се работи нити за вратта, нити за промета. Значи, битно е да биде особа од блиското обкружение, односно роднина, да биде сестра, мајка или било шо. Трета работа што треба да се истакне е следното. По шо се разликуеме ни? У неготино, например, викат неготинка, а за истата особа, ни у кавадарци викаме неготинка. Тоа е многу јасно. Дали ја сваќате разликата? Така? Да. Многу ми е драго.
Друг пример, а воедно и најбитен од сите примери, е тоа по што ни се разликуваме меѓу себе. Ни, например, неготинци ги разликуваме по тоа или се носат топинци, или ги разликуваме по суратот. Тоа би било толку за денеска, за домашно, како и прошот пат што имаме, значи ќе направи, ќе го најдеш од вас страна, ќе го најдеш од наша страна, ќе го најдеш од лево, ќе го најдеш од десно и после оно само со она дое. Ете, драги гледачи, видовте како работи професорот со студентите по кавадаречкиот дијалект. А зошто се извина баш одлучивте за кавадаречки дијалект? Па, види батка, кавадаречкиот дијалект е многу застапен. Како у политика, така у бизнис, а мислам дека главната поента зошто го убацивме меѓу првите е тоа што има многу еротика. Добро, одиме понатаму да проследиме други дијалекти. Што значи, радовишката граматика е малку по-специфична од другите граматики, разбираш, затоа што радовишкиот јазик, разбираш, е малку по-мелодичен од другите јазици, разбираш. Сега ќе ви прикажам многу прост пример, разбираш. Пратите ме сега. Јас разбирам, разбираш. Ти разбираш, разбираш. Он, она, оно или това разбира, разбираш. Това е еднина. Само е множина, разбираш. Пратите ме. Пишете му. Ние разбираме, разбираш. Вие разбирате, разбираш. И они разбират, разбираш. Значи, суштината е да се свате поентата, разбираш. Заради таа мелодична што има радовишкиот јазик и радовишката граматика, може да се доведе до заблуда. Това не се учи на памет, това мора да се осете, разбираш. Така да таа заблуда може да се десе кај некој што, например, не е бил разбрал, разбираш, и ние мислиме ти е бил разбрал, разбираш. Разбравате ли, разбираш? Како бе не разбравате, разбираш? Гледај са, прати. Јас разбирам, разбираш. Ти разбираш, разбираш. Он, она, оно или това разбираш, разбираш. Ете интересно предавање и од радовишкиот професор што јас. Како за радовишкиот дијалект се одлучивте? Па види, батка, Радовиш географски е у центарот на Источна Македонија. Малку е по-специфичен од другите, меѓутоа мислам дека кога ќе го разбереш радовишкиот, многу полесно ќе ги разбереш сите други у Источна Македонија. Многу е разбирлив. Да, беше интересно и самото предавање. Одиме понатаму со курсевите за македонски дијалекти. Прво, Скопјанишчана да се кабел езерово со лајца ке го исцрке. Што е овде карактеристично во ова реченица? Кажи. Во оваа реченица по езерово се може да се предпостави тоти се работит за Охридот се работат. Меѓутоа кога ќе се каже кабел, тука веќе се нема дилема оти се работит за Охрид. Браво. Второ, ако те фатам, ќе те операм. Тука што е карактеристично во оваа реченица? Кажи. Во оваа реченица карактеристично е операм. Тоа е типично охридски, тука е лесно. Одиме малце на угостителско. Нема тренде. Може да нема тренде. Може да се деси во ресторан да нема тренде, ама немат, не може да се деси. Еве на мене на пример ми се има десано да нема тренде, тоа ми велам, ама т на крајот на немат не смеј да го нема. Браво, така требите. Четврто, шо преше? Ништа 15. Тука што е карактеристично? Тука е карактеристично шо преше. Ништа 15? Градски, жаргон, диалект, градски, ништа 15. Петто, многу љубам да веслам. Ало. Многу љубам да Ако веслам. не су достапен. Ами имат немано мрежа, имат. Многу љубам да веслам. Ако те земам со весло во погла, излеги на таблајде. Ти. Не, професоре, ми се нема батерија. Ајде, Билјана платно белеш. Билјана платно белеше или Процедирај. лифтите кај че веслаше? Билјана. Билјана платно белеше. Билјана платно белеше на Охридсконо езеро. Оздола иде рибари белограѓани, а тај им рече... Добро. Шо си рибари во глата? Ајде бегај на место. И треба да учите малце море. Овај селскиот дијалект треба да го изфрлиме. Во Охрид е злато море, човече. Не е така, секој збор е алтан овде. И пишите. Да вистина интересен метод за учење на охридскиот дијалект. Сега се повторувам со прашањата, извинете, ама зошто охридски дијалект? Батка,
Охридскиот дијалект е еден од најбитните дијалекти во Македонија. Зошто? Затоа што Охрид е наш најголем туристички центар. И сите македонци одат тамо у лето. Така да мислам дека оваа катедра е многу битна да придонесе некако да се разберат охриѓаниве со остатокот на македонците што идат тамо преку лето и преку зима. Добро, драги гледачи, ни остана уште штипската дијалект школа, професорот по штипскиот дијалект, па кажете ли нешто за професорот, Па, мислам- какви методи, како е професорот? За методите не би сакал да зборувам затоа што сами ќе се уверите, меѓутоа сакам да кажам дека штипскиот професор без омаловажување на другите професори потекнува од најстарата македонска фамилија со најголема учителска традиција. И мислам дека тоа ќе видите дека неговиот методолошки пристап е малку по-различен од методолошките пристапи на другите катедри. Режија ве мола, прилогот? Значи, овака. Ја беше, ти беше, он беше. Јасно? Јасно. Ајде малку да пробаме синтаксата. Ја јаде сендвич со кубаса. Значи, јас јаде сендвич со кубаса. Што фали во оваа реченица? Во оваа реченица фали сенф. Значи, другиот пат кога ќе патам по сендвичи, гледајте да турите сенф, инаку тешко на вас. Драги гледачи, ги проследивте дај развиените македонски дијалекти, меѓутоа гледате сами се прашањето просто само се наметнува, несомнено дека овие дијалекти се многу важни, меѓутоа мене еве јас од себе тргам некако мојата радозналост не ми дозволува да не ве прашам. А добро, зошто немате од другиве, например, зошто немате еден кубановски дијалект или да речеме тетовски дијалект? Зошто сега за сега нема? Па да ви кажем на место ви е прашањето, кумановски професор чекаме да стигне секој момент. А со тетовскиот имаме еден мал проблем затоа што стариот дијалект у Тетово веќе е у изумирање. И мислам дека тој за неколку години може да почне да се изучува као архаичен јазик, као латински, као старогрчки и така натаму, а од новите дијалекти што ги имаме на лагер, уште немаме добиено информација кој ќе биде официјален. Да, пошто имаш Чекаме, информација да. дека ќе биде втор официјален јазик Па тетовскиот. така се збори некако, да. Добро, драги гледачи, професоре, ви благодарам, може да излезете тамо од кадар. Драги гледачи, ете, повторно се оправда нашата ексклузивност на репортажата. Прилогот говори сам за себе. Тоа беше све. Биле паника за вашата телевизија. K15!